Во ова издание ки гледате. Денеска од Хјустон, Тексас, нацијата ќе следи дебатата на председателските кандидати. Фокусот на вниманието го држат тројцата на врвот, Бајден, Сандерс и Ворен. Ке ви кажеме што ги прави исклучителни во полето од другите. Знаци на добра волја од двете страни на трговската војна меѓу САД и Кина. Берзите скокнаа, уште еден знак колку овој конфликт го засега целиот свет. Членови на Интегра на средби во Вашингтон. Партијата има сериозна намера да се чуе за неа, не само во Македонија. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. 10 водечки кандидати од Демократската партија вечерва дебатираат на националната телевизија, но фокусот најверојатно ќе биде на тројца што највисоко котираат во анкетите: поранешниот потпредседател Џо Бајден и сенаторите Елизабет Ворен и Берни Сандерс. Останатите 7 ќе треба да направат поголем напор да се приближат на врвниот ешалон предизвикувачи. Вечерва е третата дебата меѓу демократските кандидати кои се борат за номинација од нивната партија за изборите во 2020-та. Бајден, поранешниот потпредседател во времето на Обама и 36 години сенатор, води со околу 30% поддршка. Кина денес најави расположение да купи американски земјоделски производи, а председателот на САД Доналд Трамп рече дека ќе ги одложи царините за кинески производи вредни 250 милиарди долари за 15 октомври, ако првично требаше да стапат во сила на 1 октомври. Анкетите покажуваат подем на американската сенаторка Елизабет Ворен во кампањата за номинација од Демократската партија за председателските избори 2020. Ова главно се должи на незините идеи за економијата, зашто повеќе ќе слушнеме од Брајан Паден. На неодамнешен собир во Сиетл, над 15.000 луѓе дојдоа да ја поддржат демократската кандидатка Елизабет Ворен, која нуди детална агенда за справување со економската нееднаквост во Америка. Не сакам влада која работи за големите корпорации, сакам влада која работи за нашите семејства. Меѓу незините економски предлози се дополнителни 2% данок за богатите семејства кои што заработуваат над 50 милиони долари годишно и дополнителни 7% данок за корпорации со профит над 100 милиони долари. За оние кои што навистина многу заработуваат, или 1/10 од 1%, треба да плаќаат по 2 цента, со цел сите во државата да имаат шанса да успеат. Околу 2,75 трилиони долари од даноци во период од 10 години според неа ќе помогнат за проширување на програмите за работна обука. Таа исто така сака да ги натера големите технолошки компании како Google и Facebook трката по профит да ја заменат со служба во јавен интерес и да има возможност на вработените да избираат 40% од членовите од управувачкиот борд, да склучуваат меѓународни трговски договори кои ги штитат човечките права во странство и ги заштитуваат работните места за американските работници. Независно дали ќе победи во битката за номинација, планот за економски патриотизам на Ворен ги принудува демократските ривали да одговорат на нејзините прогресивни заложби за промени. Секако ги потекнува другите кандидати да представат нови, подобри предлози. Ворен поддржува проширување на владината програма за здравствена заштита за сите американци, слично како и незиниот ривал од Вермонт Берни Сандерс. Ворен ги критикува унилатералните тарифи на председателот Трамп врз странски добра како неодговорни, но индицираше дека можеби и таа би користела тарифи како дел од кохерентна трговска политика. Незините поддржувачи велат дека клучот за победа ќе биде колку ентузијазам ќе успее да генерира кај работничката класа. Релативно нова македонска конзервативна партија се обидува да стане дел од политичкото милје на државата. Со семејството во фокусот на нивната програмска платформа, членови на партијата деновиве се во Вашингтон на средби со пријатели од македонскиот кокус. Анета Шијакова разговараше со председателот Љупчо Ристовски за целта на нивната посета.
Соединетите американски држави имаат многу вложено во македонското општество, предси за унапредување на демократските процеси, вели Љупчо Ристовски, председател на Интегра, нова политичка партија од пред 6 месеци присутна на домашната политичка сцена. Денеска на средби со американски конгресмени во Вашингтон, Ристовски сака да потенцира дека сепак уште многу треба да се работи на демократските процеси, како дел од стратешкото партнерство на САД и Северна Македонија. Ние никој пат не постигнавме полна демократија во Македонија, иако американската држава има вложено повеќе од $1,250,000,000 грантови во македонското општество, меѓу кои доминантно за развој на демократијата. Америка е моќен, но и силен пријател и поддржуваш на Република Македонија и затоа проценивме дека тука треба да ни биде почетокот на нашиот пат на овие меѓународни пријателства. Ристовски вели дека во Вашингтон дошле за пред американските пријатели на земјата да ги изложат своите анализи на актуелниот политички момент и да предложат решенија. Американските партнери ќе ги убедиме дека мора да се отвори процес во Македонија за нови политички визии, за нови политички структури, за нови ликови во политиката, за морално доблесни ликови, за нови вредности во политиката, за интегритет во политиката. За да се оствари тоа, сметаат дека е потребен нов изборен модел со една изборна единица, решителна борба со корупцијата и независно судство. Ако Македонија не расчисти со високиот политички криминал од претходното режимско раководство 11,5 години, па дури ако не расчисти со криминалната приватизација од пред години во периодот 94-98 година, каде што Социјалдемократскиот сојуз беше идеолог и извршител, ми се чини дека македонското општество ќе оди на патерица. Да го ослободиме конечно судството од она менгеме во кое го стегаат овие две партии во сиви изминати 30 години. Што се однесува до евроатлантските интеграции, Ристовски вели дека процесот кон НАТО не е загрозен, но процесот на приближување кон Европската унија е сериозно загрозен, најмногу поради ставот на Франција. Смета дека ваквата состојба ќе потрае барем додека не заврши Брекзит. Разочараност и недоверба е заедничкиот именител на ставовите на граѓаните, што нашиот дописник Мики Трајковски ги анкетираше за актуелните случувања во Северна Македонија, во чие средиште е случајот Рекет. Еве како тие тоа го артикулираат. Граѓаните се помалку имаат доверба во судскиот и правниот систем на државата. Анкетата на Гласот на Америка покажува дека последниот корупцијски скандал Рекет, во кој помеѓу тројцата осомничени и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева е една од причините за тоа. Иако вела дека имале голема надеж во СЈО како институција, последниве случувања не им влеваат многу оптимизам дека работите може да се подобрат. Нула, никаква доверба. Зошто? Па гледам ситуацијава каква што е, не знам што е добро, човек, немам верба во никого веќе. Гледам секој ќе што се такова мојте обвинител да го направи тоа, јас што ќе би направил, така? Прави лежу затвор, кревете, се на слободи криминалците. Па после овие случувања не. Искрено да ви кажам не. Зошто? Па затоа што СЈО го направи тоа што го направи и секако да имаме доверба. Многу сме разочарани и ништо повеќе. Некои пак други велат дека за се има решение, а државата мора да оди напред. Све е направено en бучкуруш и можда е потребен една тотална реформа на тој правен систем и поставување на неинволвирани млади луѓе. Сметам дека не овие афери се производ на една клика која што треба да замине од тој правосуден систем. Ние како народ гледаме и станавме ние политичари. Треба тие што се одабрани за таа работа, треба да ги решат на време работите. Судството мора и обвинителството мора да претрпат кадровски смени. Овие суди и обвинители кои се сега не ми влеваат никаква доверба. Те од анкетираните сепак сметаат дека институциите треба да го решат случајот Рекет со утврдување на вистината и тогаш може да се зборува за враќање на довербата во судството и правната држава. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. И тоа е се за емисијава. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав до утре.